ова издание. САД денес се сеќаваат на исчезнатите војници по Првата светска војна. Председателот Трамп во Јапонија вели дека не му пречеле ракетните тестови на Северна Кореја. Зелените и крајната десница со најдобар резултат на изборите за Европскиот парламент. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп рече дека не му пречеле ракетните тестови на Северна Кореја. Тој изјави дека ги гледа како обид за внимание од страна на лидерот Ким Джонг Ун. Јапонскиот премиер Шинзо Абе пак изјави дека ракетните тестови ја прекршиле резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации и повтори дека во преговорите со Северна Кореја неговата влада е заинтересирана за решавање на прашањето со киднапирање јапонски граѓани од страна на Северна Кореја. Трамп се фокусираше на економските прашања, изразувајќи ги неговите очекувања за постигнување трговски договори со Јапонија и Кина, што би довеле до намалување на американскиот трговски дефицит. Тој исто така истакна дека гледа огромен економски потенцијал ако Северна Кореја направи договор што предвидува откажување од нуклеарното оружје. Шинзо Абе го поздрави напредокот во трговските преговори со САД, особено во енергетскиот, дигиталниот и инфраструктурниот сектор. Трамп рече дека би прифатил Шинзо Абе да биде посредник во преговорите меѓу САД и Иран. Eh bien, c'est exactement ce que les citoyens viennent de nous donner. Le levier, c'est un groupe de verts beaucoup plus puissant. Евроскептичните партии се најдоа на врвот на изборите за Европскиот парламент во Британија, Франција и Италија. Во 28-те членки на Европската Унија, тие постигнаа најдобри резултати, што го зголемија својот удел во парламентот од 155 на 169 пратеници. Италијанецот Матео Салдини, чија партија постигна убедлива победа и беше на пат да освои околу 30% од гласовите во неговата држава, рече дека гласачите му дале историска мисија за промена на Европската Унија. Но во заднината на популистичките прослави вчера во Брисел имаше и мирно задоволство меѓу официјалните представници на Унијата, кои стравуваа дека евроскептиците ќе постигнат уште подобри резултати. За многумина најсилен впечаток остави настапот на зелените и либералите. Во Велика Британија либерал-демократите постигнаа големи победи во Лондон, традиционалното упориште на лабористичката партија, и стигнаа на второ место зад партијата Брекзит низ целата земја. Во Германија зелените постигнаа големи придобивки на сметка на левичарските социјалдемократи во земјата, правејќи историски чекор со повеќе од 20% од гласовите. А САД денес се сеќаваат на исчезнатите војници по Првата светска војна. Илјадници мотоциклисти за последен пат се собраа викендо во Вашингтон да им одадат почит на повеќе од 83.000 американски војници кои се уште се водат како исчезнати. Ова е последна година настано да се одржи во Вашингтон поради организацијски проблеми. За многумина децениското присуство на групата е синоним за активностите за денот на сеќавањето во главниот град на САД. Председателот Трамп кажа дека оваа традиција секогаш е добредојдена во градот. Советниците за национална безбедност на председателот Трамп велат дека ескалацијата на тензиите со Иран е последица на агресијата од страна на Исламската држава. Демократите пак бараат предпазлив пристап кон Блискиот Исток. Кетрин Гипсон со деталите. Се упатија на Капитол Хил за да ги презентираат нивните аргументи. Не сакаме ситуацијата да ескалира. Целта е да ги одвратиме, а не да има војна. Неодамнешните напади врз нафтените танкери во Персискиот залив и саудитските нафтоводи можеби се дела на Иран, рече државниот секретар Помпео. Иран ќе направи голема грешка ако направи нешто. Ако тоа се случи, ќе се соочат со голема сила, но неаме индикации дека тоа ќе го сторат. Но за некои од законодавците брифингот не беше убедлив. Многу сум загрижен дека намерно или ненамерно може да создадеме ситуација во која ќе дојде до војна. Војната на зборови продолжи на Твитер. Иранскиот министер за надворешни работи му порача на Трамп обиди се со почитување. Повлекувањето на администрацијата на Трамп од нуклеарниот договор со Иран ја острани американската потпора, велат демократите. Ако иранците не се подготвени да разговараат за тоа, индицира обвинение за нашата сегашна политика.
Но цврстата позиција на САД за иранската нуклеарна програма помогна, велат републиканците. Ние сме во момент кога притискаме против режимот, значи им даваме до знаење дека се завршени деновите на војната во Ирак. Но тој став е поврзан со политиката, велат демократите. Секретарот Помпео долго аргументираше тврдејќи дека Иран направил страшни работи додека не го прекинав. Знаеме дека Иран е лош, но која е сега политиката која следи? Домашната политичка загриженост во САД би можела да ја направи стратегијата за Иран тешко прифатлива. А по 2,5 децении конечно се откри тајната околу автентичноста на сликата на Ван Гог. Ана Нелсон за ова. Оваа слика е важната со макови цветови на Ван Гог. Приватен колекционер ја донирал во Музеот на уметност Ватсворт Антенум од Хартфорд, Конетикат во 1957. Но музеот ја чувал повеќе од 2 децении откако се отвори прашањето за незината автентичност. По 25 години сликата беше во депото, а во еден период стоеше на зидот на сметководствената канцеларија во музеот. Во 1995 вработените решија да откријат дали сликата е автентична. Тоа го направиле со комплексна рентгенска машина во болница, но сликите што ги добиле не биле доволно уверливи за да прогласат дека сликата е навистина од Ван Гог. Конечно, музеот набавил нова напредна техничка опрема да се обиде повторно. Резултатите ги проучувал експертот Ален Косановиќ. Под приказот на цветовите видел дека има уште една слика налек на автопортрет на Ван Гог. Можеме да забележиме линии кои го истакнуваат улото и носот. Но конечниот извештај за потврдена автентичноста на сликите се чека од Музеот на Ван Гог во Амстердам. Извештајот покажува дека тоа е автентична слика, затоа помислив каква одлична можност ова да го споделам со светот на организиран начин, на начин што ќе отвори нови дебати. Така, по долго патување на сликата низ музејските депоа и рентгенските кабинети, светот повторно ќе може да ужива во ова дело од Ван Гог. Дизајнирана е специјална диригентска палка за лица со оштетен вид. За тоа какви можности ќе отвори таа, овие лица да станат дел од музичките оркестри, од прилогот на Феит Лапидус. Стоејќи пред оркестарот, диригентот ги насочува музичарите замавнувајќи со диригентската палка. Музичарите ги гледаат неговите движења и свират погласно или потиско според насоките. Но како диригентот да го следат и музичарите со оштетен вид, како што е Ејби Бекер. Порано се ориентирав според звуците околу мене, слушав што свират другите музичари во оркестарот и предпоставував кога треба да се вклучам. Се разбира, тоа не е идеално, бидејќи ако свират нешто брзо, ќе пропуштам да се вклучам точно кога треба. Така наречената допирна диригентска палка испраќа сигнали до музичарите кои имаат проблем со видот. Дизајнерот на палката вели дека во неја има сензори кои го регистрираат и најмалото движење на диригентот. Палката го регистрира движењето на раката, го регистрира аголот, дали правите нагли или бавни движења, се ориентира во просторот. Информациите во вид на радиосигнали се испраќаат до уреди прикачени на зглобот на ногата на музичарот. Тие вибрираат или зујат на различни начини, за да му покажат на музичарот какво темпо и динамика сака диригентот. Уредот е наменет за музичари со оштетен вид. Оваа технологија суштински ве поврзува со движењата на диригентот. Возбудливо е. Оркестрите веќе нема да имаат изговор да не ангажираат музичари со оштетен вид, бидејќи оваа технологија има возможува да бидат интегрален дел од музичкиот состав. Се уште се врши тестирање на новиот уред. Кога го користите, можете да почувствувате какви сигнали праќате. Прво се прилагодив и создадов диригентски стил кој не е визуелен, туку се заснова на сензори. Дизајнерот Мотошијан се надева дека неговата компанија Human Instruments веќе следната година сериски ќе ја произведува допирната диригентска палка. Благодарам на вниманието. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.